Земјоделците се откажуваат од можноста да се пријават на повиците на ИПАРТ уште кога ќе видат како изгледа патот што треба да се помине за да се стигне до фаза на конкурирање. Бројна документација, процедури што не им се сосем јасни, многу време за собирање документи. Сето тоа е пресложено за најголемиот дел од индивидуалните земјоделци, вели Борче Јанев од организацијата Проагрофармери. Според него незамисливо е што иста е патеката што треба да ја поминат апликантите, иако станува збор за земјоделец со половина хектар земјиште или пак поголема компанија со неколку хектари земја. Најнапред е комплексната документација. Значи, во ИПАРТ, иако сте мала компанија со неколку хектари земја, иако сте некоја огромна компанија, земјоделски комбинат, вас ви треба речиси истата документација. Често пати слушаме од искористеноста на фондовите е доста голема, толку проценти, онолку проценти, меѓутоа никој досега нема кажано од таа искористеност колку имат искористено малите земјоделци, а колку имат искористено големите компании кои што користат милионски суми од тие фондови. Друг проблем е долгата постапка. Значи, окей, вие знаете кога ќе аплицирате, меѓутоа не знаете кога ќе добиете одговор, таа постапка се развлечува година, година и пол, а за инвестиција тоа е и такако значителен проблем. Друг проблем е и недоволната промоција. Значи, мора да се работи повеќе на терен, да се презентираат тие фондови, да се презентираат кои се можности ги има од тие фондови. Потоа мора да се работи повеќе на едукација на самите земјоделски производители. Потоа во денешно време можеби треба да се вметне повеќе и дигитализацијата и автоматизацијата на одредени процеси. Земјоделецот од Струмичко Куклиш Драги Памуков вели дека токму сложената процедура е причина што на толкав земјоделски регион досега слушнал дека ИПАРТ за градинарство добиле само 2 апликации од регионот и обете на земјоделски фирми. Значи, 2 случаева кои по втор пат конкурираат во ИПАРТ. Прв ја помена многу добро, нели? И втор пат конкурираат во ИПАРТ. Значи, правиме момент за градинарство. Оранжерија со сите услови. Значи, кој кошта 200, 300, 400 евра. Ама он е фирма. Има вработен и му дава ИПАРТ. Има, еве, трчки ги, ти работи. Јас си го гледам внатрешниот дел на процесот на производство. Доколку се обхрабрат да конкурираат, дури и да добијат поддршка во целиот процес, земјоделците немаат доволно сопствени пари за да конкурираат на ИПАРТ. И во овој дел потребна би била поддршка, велат од Националната федерација на фармери. Секако за инвестиција во земјоделство треба и кредит. И да имаш одобрен проект, ако немаш доволно средства, тука треба и да излезе во пресети банките и секако државата со некој дисконтен кредит или кредит со помала камата или камата дел покриена од државата. ИПАРТ програмите во земјава бележат висока искористеност, но средствата се уште недостижни за ситните земјоделци. Овие проблеми, но и можните решенија се истакнаа на панел дискусијата на тема Европската иднина на југоистокот, земјоделство и улогата на заедницата, одржана во рамките на проектот Поврзи го југоистокот за Европска иднина.